Почитувани гледачи, утринава во нашата студија ни доаѓаат гости кои носат многу насмевки, музика и убави детски приказни. Имено изминатиот период општина Кисела Вода реализираше повеќе настани посветени на децата и на младите, особено внимание привлече првото издание на детскиот фестивал Киселко, каде што сцената блесна со млади таленти и со секако нови детски песни. За сите активности, но и за сите планови кои следуваат, разговараме со градоначалничката на општина Кисела Вода, Бети Стаменковска-Трајковска, а денеска во студиото ни се придружуваат и тројца млади учесници од фестивалот Киселко. Добро утро и добри не дојдовте. Добро утро. Добро утро. Се надевам сте добри, се наспавте убаво, спремни. Спремни. Ете така. Градоначалничка, ќе започнеме со вас. Општина Кисела Вода, споменав и во најавата, изминатиот период исклучително активно беше на полето на настани, посветена на децата и на младите. Пред неколку дена, изминатата недела, организиравте голема полуматроска забава за сите 9 оделенци, настанот наследен како спремни за средно е веќе зад нас. Кои се впечатоците од таа прослава и колку е важно локалната самоуправа директно да ги поддржува младите во овие преодни фази од нивното образование? Ви благодарам на можноста. Кога зборуваме за младите и за децата, секогаш зборуваме и размислуваме некако за иднината. И за нашата иднина вреди се да се направи, така ние како општина работиме на повеќе полиња кога станува збор за младите и децата. И еден таков проект е и онаа бесплатна полуматура која што се одржуваше и претходно во Кисела Вода, и ние исто така продолживме, нели, со таа традиција да ги зближуваме и да се здружуваат. Тие сами одлучуваа. Полуматурантите беа поканети кај мене во општината и заедно на работен состанок одлучувавме каков концепт сакаат за оваа година, бидејќи тие имаат право на глас и на одлучување. И го стимулираме нивното критичко размислување. Така и оваа година имаа одредени желби. Од желбите нивни, успеавме да организираме една забава на која што настапува. Имаше диџеј, нашите ценети таленти кои што од Киселко произлегуваат, земаа учество на таа забава, и исто така два бона им ја приредија забавата да биде уште подобра. Печатоците, верувајте, и кај родителите, и кај учениците, и кај сите беа навистина многу убави и за нив вреди се да направиме. Верувам дека е така. А пак пред минатиот викенд во преполната сала на Домот на културата Билјана Беличанец се одржа и првото издание на фестивалот Киселко. Имавме можност да слушнеме 12 нови детски песни кои доживеа својата премиера. Какви се вашите први впечатоци по завршувањето на овој прв музички фестивал? Јас искрено да ви кажам, со овие дечиња кои што се денес со нас, и прекрасни таленти, морам да кажам, но исто така и со оние кои нели не се овдека со нас и не следат, верувам. Имавме прекрасни дружења од оние проби кои што ги има, нели, и на самиот, во целиот процес на подготвување на самиот фестивал, но исто така и на самиот фестивалски ден. Но морам да кажам, еден прекрасен проект кој јас заедно со општинската администрација, сите заедно ќе правиме да биде традиција, заради тоа што произлегуваат многу убави работи од тоа. Ние да го направивме фестивалот, нели, заедно во соработка со многу чинители, но она што произлегува од фестивалот и што ќе произлегува во иднина, верувам дека ќе биде доволен стимул за следната година овој фестивал да биде уште поголем, уште поубав и уште побогат. А кога веќе зборуваме и за Киселко, имаме можност да слушнеме во позадина и да видиме и инсерти, денеска во студиото ни дојде дел од младите звезди кои настапија на фестивалот. Пајде во продолжение предлагаме да ги слушнеме нивните впечатоци. Ке започнеме со Јован Мицкоски. Не случајно, практично Јован ти имаш една голема одговорност, бидејќи настапи прво како соло изведувач и тоа прв пред навистина полна сала. Како се подготвуваше дома пред самиот фестивал? Пред тоа, мојата наставничка по музичко, Вера Ангеловска, голем поздрав до неа, не требаше да не пријави на аудициите, нели? Јас ја поминав
И после тоа имавме неколку часови со авторите, па потоа требаше да имаме генерални проби и така се до настапот. Беше макотрпно, тешко беше да се работи или ти беше задоволство? Мене мојата песна многу ми легна и многу ми се допадна и не ми беше многу тешко да го научам текстот и мелодијата. Што беше тоа што многу ти се допадна? Аплаузот од публиката или честитките што ги доби после твојот настап? Насмевките што ги видов додека пеам и додека ме гледаат. Некој да те слуша како пееш и ти аплодираат, навистина е Посебно чувство. да. А добро, имаш ли некој омилен пеач или пак може би еве група што најмногу сакаш да ја слушаш? Денсен Бун. Тој е еден пеач од Америка и тој многу убаво пее и посакувам да бидам како него кога ќе пораснам. Да. Меѓу вас седи и малата Каја, која што пати ни е прваче. Ке ни каже ли како беше на сцената? Велат си била жив оган. Што беше полесно да научиш? Текстот на песната или како да танцуваш со чекори заеднички со балерините? Ми ја пратија песната, мене најмногу ми се допадна и многу брзо научив. Брзо научи. Беше лесен текстот да го испееш? За еден ден ја научив, а играњето феноменално многу бавно. Побрзо го научи од колку пеењето и играњето, па ти си значи родена за на сцена. Како се дружевте со останатите, кажи ми, дечињеве зад сцената? Имаш ли некоја друга, да речеме, песничка што многу ти се допадне и која што би сакала може да ја отпееш? Па сите ме супер. Сите? Ама мојата е најбаба. Зошто е твојата најубава? Што Зашто многу? другарки. Дека се другарки? И дека јас многу сакам другарки. Браво, бе, Катја. Заедно песната ја пеевте со Хана Костенчева. Да се пее во дует сигурно е многу позабавно отколку сам. Дали, например, на пробите ви се случаше, Хана, да се изнасмеете или да се збуните додека ја подготвувавте еве вашата песна? Ни се случуваше некогаш да сгрешиме, па се смеевме и двете, еднашка на пробата, Катја кашлаше на мојот дел и моравме се од почеток. Така? Интересно е да се пее со другар, затоа песната ни е другарки. Интересно е да се пее, да се другарува со другите другари. И помогна ли на Катја околу сценскиот настап, околу пењето и даваше ли поддршка за време на пењето? Секогаш и секој пат. Кога виде една голема сцена пред тебе, па камери, па рефлектори, нешто слично како овде кај нас во студиото, дали може би имаше трема или веднаш се почувствува како да си една вистинска музичка звезда? Па се чувствував као пеачка, позната. Поздрав до татко ми што ми кажа дека кога ќе стапнам на сцената, одма тремата ќе ми се изгуби. И навистина беше така, ти си Истото изгуби? беше. Во истиот момент немаше трема, ти си пеачка, си се замисли како некоја твоја позната пеачка или омилена пеачка, Да, се дека се чувствував волува? како Каролина Гочева. Како Каролина Гочева, тоа е твојата омилена пеачка? И мена ми омилена. И тебе ти е омилена пеачка. Браво, бе, Катја. Дали планирате еве да се занимавате со музика и понатаму? Ова беше ваше прво искуство до сега? Освен дома, пред родителите, пред бабите, пред додовците да излезете на сцена воопшто? Па јас по дома малку се срамам, ама тука не Си баш. природна. Своја си навистина е така. Тоа може да го забележат сигурно и нашите гледачи. Едно заедничко прашање еве за сите тројца. Ако во година се организира втор киселко, дали повторно би се пријавиле да пеете и што би им препорачале на децата кои што сакаат да пеат? Да се срамат или да не се срамат, да се качат на сцена и да бидат слободни? Ние бидејќи сме оригиналните деца на првиот нели фестивал на Кисела вода, треба да оставиме и место за другите деца да може да се покажат и следна година и следна година и следна година и им препорачувам исто како нас да се го покажат талентот и да покажат како во Кисела вода колку таленти има и ние децата сме гордост на нашите родители и на градоначалничката и се надевам дека така ќе биде и за многу години. Хана, ако имаш можност, би настапила повторно следната година? Да. Во дует или во соло би настапила?
Во дует. Во дует е подобро секој пат? Браво. Катја, ти размислуваш ли да речеме еве да градиш музичка кариера како млад пејач? Па би сакала, ама се уште сум малечка. Се уште си малечка, има време. Навистина е убаво да се види еве и колку радост па и самодоверба им носи фестивалот и ваквите проекти на Наставниците по деца. музичко си ја завршиле добро работата. Тоа е интересно што сакам во продолжение да го споменам, дека процесот на селекција на фестивалот Киселко бил доста темелен. Да. Учениците се бирале преку аудиции низ основните училишта на територијата на Кисела Вода, кои што го правеле наставниците по музичко образование. Она што е реткост во овој цел проект е дека практично е бесплатно за овие ученици. Како се одвојуваше овој процес од она првична идеја па се до финалната реализација на фестивалот? Значи, од самиот почеток, ова морам да кажам дека е мое предизборно ветување, уште во кампањата. Замислата беше да имаме еден детски фестивал, каде што ќе се зближуваат повеќе чинители, како што кажав, и во самата реализација тоа се примети дека општината сама не го направи тоа, туку баш напротив, во соработка со наставниците по музичко образование имавме средби, каде што и тие своите идеи ги даваа и насоки, бидејќи сепак се тие практичари и тие најубаво знаат со што располагаат и како располагаат и што иднина тие градат. И од она што навистина го видовме на самиот фестивал, добар избор направиле, јас сум искрено многу благодарна. Верувајте, толкова енергија наставниците даваат што морам да ја поздравам и јас учителката Верче, која што покрај здравствената состојба таја продолжи да ни помага и да биде дел, и посакувам побрзо оздравување на наставничката, но исто така не се за подценување и останатите наставници кои што дадоа многу голем придонес. Не само тие, значи склоп на повеќе луѓе направи една ваква целина да ја имаме убава, каде што со Стробери продукцијата во соработка со нив, нели оној професионален дел за кој што не многу ние како општина имаме искуство, и ете се направи ова прво издание. Што понатаму со Киселко, што следува по ова прво издание? Споменавте дека в година децата гледам дека очекуваат дека ќе има и следно издание. Дали е во план ова да прерасне во една традиција и печат на општина Кисела Вода? Што да очекувате и самата? Не застануваме тука заради тоа што овие наши таленти мора да се промовираат. Мора да се промовираат и да им помогнеме да бидат уште попознати заради тоа што се навистина едни убави музички таленти. Целта и концептот е секогаш нив да се ги промовираме, бидејќи се тие наши, тие се дел од Кисела Вода. Ние настаните кои што ги планираме во иднина да се случуваат, секогаш ќе започнуваат со нашите музички таленти. Наскоро следува одбележувањето на роденденот на општина Кисела Вода, што паралелно го означува и стартот на културното лето во Кисела Вода. Јас верувам дека овие таленти и останатите 10/9, колку ќе ни дојдат песнички, ќе бидат дел од програмата, но може ли да ни објасните малку повише каква програма да очекуваме оваа година, односно каква програма граѓаните да очекуваат? Значи, програмата за културното лето оваа година во Кисела Вода е смислена и навистина е многу богата за сите вкусови. Исто така ќе започнуваме, нели, и ќе ги испочитуваме нашите музички таленти, значи малку програма за деца, малку програма за сите возрасти, и она што како музика која што ја планираме да ја има ќе биде од различни жанрови за сите вкусови. Да почнеме од етно-национално, каде што микс со модерна музика ќе има, па да се продолжи со забавна, помодерна музика. Не се ограничуваме, во најголем процент нашите изведувачи ќе бидат од домашната музичка сцена, но ете така ќе имаме едно изненадување од соседството. Кога споменавте жанрови, неодамна имавте една многу интересна и невообичаена соработка со Националниот джез оркестар во паркот Шопен. Джезот важи и за покомплексна, но децата практично одлично го прифатија или ја прифатија овој концепт на
импровизација. Дали планирате да продолжите со вакви музички проекти кои нудат нешто поразлично, едукативно, од друга страна да биде и инспиративно за публиката? Секако ќе продолжиме со иновативност, заради тоа што таа е една креативност која што сакаме да ја наметнуваме, е да им ги отвориме сознанијата и можностите за тие да впиваат различни музички стилови. Не е само музиката од соседството, која што малку повеќе ги преоптеварува младите, туку баш напротив, постои една друга музика, или еве сега во овој конкретен случај џез музиката, каде што со импровизација може да се направи еден многу убав стил, значи многу убава музика. Истото тоа го направивме и во паркот Шопен, каде што Националниот џез оркестар во очи денот на џез музиката има прекрасен концерт каде што присутни беа децата од основните училишта и нели нормално промовира настанот имавме и сограѓани и во тој сплет на многу убава музика, верувате, беше многу интересно и општо добро прифатено. Убаво е да се држиме до традицијата и да ја негуваме традицијата, таа е задолжителна, но да се отвараме и за нови сознанија и нови стилови. И посакувам тоа да продолжи. Хана, Катја, Јован, за крај, имаме ли некого да искористиме оваа момент и шанса да поздравиме? Јас сакам да ја поздравам братичетка ми Илина, баба ми, тетка ми од Германија, Право. татко ми и мајка ми. Право. Хана, ти? Моите наставнички Ирина и Марина и мама, тато, бато, баба, тето. Браво, бе, Хана. И Јован, ти кого ќе поздравиш за крај, ќе искористиш? Мојот татко, мојата мајка, моите две сестри и наставничката по музичко, Вера Ангеловска. Дечки, ви посакувам уште многу да имате настапи, многу аплаузи и никогаш да не престанете да ја сакате музиката. Ви благодарам што ова утро бевте заедно овдека со нас, не гледаше цела Македонија, повели Хана. И заборев и наставничката Горде. И наставничката Горде, па за малку ќе заборавивме. Супер, поздрав и до наставничката Горде. Ви благодарам многу што ова утре бевте заедно со нас, навистина ни го разубавивте и студиото. Јас сум сигурен дека и публиката која што не гледа на малите екрани, тоа ќе го дознаете веднаш по емисијата кога ќе ви се јават и другарите, и бабите, и тетките, и дедовците, кои ви речат прекрасни бевте. И навистина беше така. Градоначалничка, ви благодарам и вам што ова утро одвоевте време и ни гостувавте за овој разговор. Ви благодарам на можност.